Добро вечер во серијата Тиквишки фудбалски легенди. Некои наши кавадарчани, а јас сум отворен да кажам, ни замеруваат зошто велиме легенди. Затоа што времето тече, а изборот го прават граѓаните. Кога снимаме некој наш познат спортист, фудбалер, ракобетар, атлетичар или човек што се бава со било кој спорт, тогаш ги слушаме реакциите на граѓаните и углавном или сме го погодиле она што го бараат граѓаните. Така што некои душебрижници кои велат легенда може биде само еден или двајца, не можем да се сложам, затоа што 40 години назад е подрачје или време во кое се живеело поинаку, се размислувало поинаку, се играло фудбал поинаку, а сега е сосем поинаку. И според мене, тие ни насловат на оваа емисија, епитетот што ние го даваме, што ние проценуваме дека го даваме, сметаме дека е неисправен. А ако не ви се допадне, далечинското, исклучете го. Многу едноставно. Некој го измисли тоа далечинско за таа работа. Меѓутоа, доодиме со побавата страна. Ова серија на емисии која работиме долго време и која досега никој не решил да ја прави, туку јас, човек кој воопшто во животот не се занимава со спорт, меѓутоа решив да оставам некоја трага заедно со еден мој добар пријател да направиме портрет на луѓето затоа што ќе бидат заборавени, нема да ги има веќе. Мислам дека е благородна мисија и затоа ја правиме. И ќе продолжиме да ја правиме. И драго ми е што во последно време, покрај тоа што ние направивме еден избор на луѓе кои сметаме дека можат да застанат пред камера, се зголемува и добро е што некои луѓе и не побаруваат, не викаат, да помогнеме малку, да им олесне малку на душата и да си ги кажат спомените кои веќе одат во заборав. Ете толку како вовед. Ние продолжуваме ова наша серија со разговор што ќе го работиме со еден човек кој оставил добар впечаток на времето кога се занимавал со фудбал, играл во фудбалскиот клуб Тиквиш во Кавадарци. Постојано го гледам на фотографиите на првиот тим на Тиквиш во тие златни 70 и 80 години и никогаш не дошол пред овој микрофон или пред окото на оваа камера, меѓутоа конечно дојде. Трајче Николов, добар ден. Добар ден и благодарам што ме поканивте. Трајче, кога прашавме за тебе, го прашавме Хора, прашавме Глигор, прашавме други играчи и ни рекоа дека си бил многу скромен играч, си играл добро фудбал, си бил добар карактер, си бил лево крило, десно крило и не си се наметнувал како човек. Дали е тоа точно? Па, чим другите зборуваат така за мене, изгледа има нешто и во вистина во тоа. Па карактерот ми е тие, скромноста можеби сега нема. Иде од што викат од воспитувањето, од домашно или од што викат самото гледање на работите околу себе какви се. Така да тоа е тоа. Иначе, што се однесува до спортот, до фудбалот, мислам дека у тоа време кога го играв, други се викат дека сум бил добар. Па да не бидам нескромен, и јас мислам дека сум. Барем на она страна на која што сум играл десно крило, каде што... Ај бака, сети се, кој беа твои соиграчи тоа време? Прво стичање, без да ги погледаш фотографии. Па ако... Јас почнав во фудбалски клуб Габер. Добро. Сега да почнем од таму или од Тиквиш? Може да почнем. Почнав. Во Габер почнав на улицата, што викат како сите деца. Добро. И тука во малото кај нас комшија ми беше Ласко Илиев, студенот. И он вика че го однесам јас во Тиквиш, он тој ги тренираше во Тиквиш, во помладокот, во еден помладок, кај што игра... Студенот добар играч бил. Добар, Илиев е супер. Кај што во тоа време игра Милков, Пано Недев, Благој Бошковски, Бранко Бошковски, Ико Чулев, Пацо, Бубо, Илто Стефанов. Така да, вика че дојдиш, мора таму да
да те види Блажо Маленков. И ме взе со него, така да речем, отидоме и пред тренингот седнате сите таму и на мајсторот му вика на Блажо, мајсторе, ти носам едно дете да го видиш. И Блажо некои го мислат дека е суровлив, така да речем, иначе човекот е многу добрдушен и барем јас така сум го оценил. Печок ми остави. Он как што знае, ме гледа вака малце подоко и вика, и шо вика, ќе го биде, Ласко е тако малце, ќе го биде, бе, мајстор, ја ти викам, ќе го биде. И Блажо прави, и вика, ќе го биде. Абе, вика, Джоа, осај. И Блажо вика, гледа да ни испадне страшен, вика, че ни изеде сите. Добра епизода. Добро, вика, на Чиро Калито, домачинот тука беше, Чичирито, и му вика, Чиро, дај му, нека се, али ще се облече да го пробна, знаеш. И они заминаа горе, с обличие, отида на тренинг, и Чичирито вика, ела вало ме дете, и со мене беше уште едно другарче. И влизиме у ходникот, Чичиро една прачка извади позадник, вика, јас со вас ли, вика, цело време се расправам, вика, тука, гајчи ви перам. Он од земјата не се гледа, вика, фудбал ќе игра, бегај, вика, од тука да нема, вика. И ни заминаме. Арнома, јас го сака фудбалот, како да речем, и знам, барем од тоа време колку вредам. И на спортскиот центар тука Габеро тренираше. Од Ватча. И почнав тука, дојде тука и тука почнав да тренирам. Добро. Тоа е 70-та година. Со една екипа, кај што беа у тоа време Блажо Вргата, Бејаба го викат, Бели. Калешот, Бели и други од постарите, една добра генерација, да, и тука почна да играа, и тука се случи една интересна случка. Играеме меѓу себе и јас, Мишко Китев, ме држеше мене, тој еден, сите го знаат, е постарци генерација, и ќе го претрчам, и Мишо од позади, така, по наше, кажам, со клоца, и ме пцуе, и ја врте главата позади, и Пиеро Коласта моја, и тие го знаеме, и мислам, сите го знаат, тие постарци, и од таа стана се по наше. Море, Мишо, него тепај, ќе го препадиш, вика, нема кој да играе, вика, тука почне прави. Ами гледа го, вика, шо ми прави, бе, ами ти прави, вика, цела вечер си оперо сикин, вика, сега он те е крив. Така да, зборот ме, ако сака човек нешто сака, и ако сака да успее, мора да биде и упорен. Ако Чиро ви избракал, како си дојшол пак во Тиквеш? Тоа е друга приказка. Почнав во Габерот. И првата утакмица во Габерот, ја играв со Црвена звезда од Јосифово. Халф ставија. Габер тој играше. Која лига беше тоа? Тоа беше 71 година. Па не, меѓу општинска лига. Југ, нешто, како се вика. Тие на првно беа многу живи тоа време. Многу имаше фудбал. Се одеше долу до југот, до Гегелија, вамо Прилипскиот дел се одеше. Таму се игреше. И го изигра првото време, а Габеро тој ги собликуваното му беше од Кипаркот, ки што е ракометајите кај се собе, ама надвор се излева и се покачува, се качува по едни скалите горе, ки што е зоолошка градина. И на полувремето ма сменија мене, ја дори се облечам, почна второто полувреме, одам да го гледам и редерот ми вика, чекай бе, кај човек, вика. Викам, чего да викам да утакнисте? Како утакнисте? Карта, вика, треба да платиш. Море, како карта, викам, ја сега игреш. Шо бе ти игреш, ма гледа вака, ти игреш, вика, бега од тука. Арно, тука се сгодија, тука Чиристо, прашки штак, вика, ајво, ја на Чиристо, и он од таа, море, пушти го, вика, бе игреш, он вика, море, кај во игрел, не се гледа, вика. Така, многу интересни работи имаше. И тоа е почетокот еден кај што после
дојди Блажо Малинков. Веднаш заигра во прва екипа или Веднаш заигра во прва екипа. Шо позиција? Позиција на десно крило после играш цело време. После дојди тренер Блажо Малинков тој кај нас и дојдија ајле фудбалери од Габер, од Тиквиш, од подмладък, од тие. Ти некој спомна од тие фудбалери? Останавте ли како костур таа екипа? Во Тиквиш? Да. Па останаа, Ласко Илиев од Тиквиш дојди, се врати назад, а вие другите сите заминаа некои во Бор, некои во така, се откажаа нешто. Да, Бор се формира. Да, покасно Бор се формира. А Габерот беше тој една од не подобрите, него некако пандам на Тиквиш. Да, имаме слики тука една, ако може да видите. Може. И како се снајде во новиот клуб? Тиквиш беше сепак градски тим. Па слушај, пред малку... Тука беше Кимов, да не речем. Они силни играчи. Покасно беа тие, јас во рано, ама како се снајде? Па карактерот ми е таков. Не знам, може би снаодлив, може би луѓето ме прифаќат на може би имам некои добри страни. Тоа често пати ме питат како успеаш веќе со луѓето да на некој начин да бидиш близо или не знам тоа, може би е вродено, може би некоја може би ноа што викат да не му се контриш на секој, а знаеш дека не е управо и може да иде до кавга или кажи му секој што сака да кажи му некој што сака да слуша и лафи му и мисли дека е во право. Фактички ти мисли сигурно правото свое за која година е? За која година зборуваме? Сега зборуваме за 71, 2 до 73 година. Бе во Габер тој. Добро. И значи добри 4 години таму поигра. Таму поигра 73 до октомври месец замина во војска. Војска бе во Карловац и во Осек до 75-та, до февруар месец. 2 години, 15 месеци. Добро. Полусезон така се вратив од војска, ја изигра во Габерот. Добро. Тој ги беше гајно тренер, Димитков. И после на пролет, на заврш сезонта и ме побараа од Тиквиш и од Тиквиш отидов. Од Тиквиш отидов, може би имав и среќа Џоко што е Ицев, се повреди. Да, тој играше криво. Мене се го повреди. И отидов во една екипа кај што вичета екипата имаше костур, како да речем, имаше се знаеше кој што тој ги беа Грашо, беше Дамбиски, беше Пано Недев, Џоко Ицев, Тото не го завари, Џоко Ицев, Джанго Настев, Бранко Бошковски, Благој Бошковски, фактички сета екипа, Ано Кимов, сета екипа беше и јас, да речем, се убаци како... Да, меѓутоа добро се знаеш. Јас лично се сеќавам на тоа време и мислам дека... Па се снајди, сега да не испадне фалба, јас после припремите првата утакмица за Тиквиш ја игра во Скопје, си играше финале за Македонија за купот. Така? Тој Вардар беше професионална екипа и обично со македонските лигаши играа втора постава. Така. Ние играеме за купот со Вардар, а тоа беше предигра на гостуваше тој Панетаникос Вакуват, што е од грчкиот тим и прво така ми беше таа, имам тука и сниче видме. Ми се погоди на 20.000 гледачи. Пол стадион. Тоа ги во Панатикос баш од
отиде да играе Фикрет Мујкич, еден добар фудбалер од прославен југословенски. И од таа утакмица па се до 83 година, да не испадне фалба, седмицата беше бројот 7 мој. Како што сега Меси. Па да не речем, Меси. мислам дека и никој друг не ја ни побара, не се бунеше зошто ја не играам седмица или зошто он играе. Мислам дека беше и од... Да, сигурно си ја заслужил таа бројка. Па, свесни беа. Колку купно надпревари одигра за Тиквиш? Па ако иземеме од 75-та до 83-та, едино јас, ако сум бил повреден или картон, не сум играл. Па ако иземе годишно, ако се играат под 16, колку се тамо првенствени, по 32 утакмици и нешто куп 40, 8 години по 4, колку ќе дават, по 5, околу 300 и нешто такмици. Со овие куп надпреварите може би да одиш до 500, 400 утакмици. Па може би не, ама... Колку гола си дал трече? Па вака, ама... Или си асистирал? Колку гола? Има една книга На Тиквиш за Тиквиш е, тука сум околу на 20 мислам за дадени голови. За дадени голови, околу 27-8. Арнома, мојата позиција е повеќе на асистенции. Сега тоа да го откриеме. Ано Кимов нема никош да биде Ано Кимов ако некој не му намести гол. Нема да биде вечен голдетер, и македонски и тиквишки, ако некој не му даде гол. Трајче Николов е еден од оние кои на Ано Кимов, прославениот наш играч на Тиквиш, за кого секој чест, нема да биде тоа ако ти не му месеше голови. Абе, до некаде е точно тоа, мислам точно. Еден дел од тие голови се тие, да не речем, да не... Сега асистенциите се многу, во статистика многу важни. Сега се вика асистенции, тој ги се викаше додавање. Знаеш, кога ќе даде некој гол, кој му ја додади, кој му ја намести. Тако беше тој, мислам, не сега, кој му асистира. Така? Немаше тој статистики, мислам јас, кој од тие дел ракувачува. Иначе, да, точно е тоа. Јас од левата страна Бранко Бошковски, тука мора да се спомне средниот ред Пано Недев, Трајч Чирлеов, и цела екипа. Цела екипа беше еден хомоген колектив. Ти знаеш дека што да додадете Ано ќе го направи тоа гол, така? Па тој ги си играше тој ги го почна, мислам, Ајакс да играе еден тотален фудбал. Добро. Па пак да биме на некој начин тука Тиквиш почна еден, да не речем таков фудбал да играе. Со брзи крила, добро, со топки преку меѓу бекот, преку играч меѓу бекот и халвот, и со, да не речем, претрачување мој и на Бранко, и центар шут и гол. А Трајче беше многу брз. Па кондиција голема. Брзината, мислам, тоа ми е карактеристика. Брзина и онаа стартна брзина, како да речем. Тоа ми е стартна брзина. Иначе брзината, она на подолги стази, тука има и Тиквиш и друзи, и Ласко Давевски, и Глигоров, е така. Арам, она стартна брзина и центар шут. Мислам дека у тоа време Тиквиш беше екипа која што барем тие што и пред тоа и после тоа го прават фудбал во градот, дека е една од најквалитетната екипа што играла на вие простори. Вие играте во Македонска лига, влеговте ли во втора лига? Ние
во втора лига влезиме 78 година, 79 Да, година. тоа златните години на Тиквиш, или сметаш дека имало периоди кога си играл по-квалитетен фудбал во други времења? Па ако земеме, секоја генерација си има своји карактеристики. Добро. И мислам Своје време. своје време и на некој начин секој вика нашето време било поарно или она. Гледајќи од тие период, јак до сум играл, тие 3-4 години од 76 до 79 година беа се играше најдобар фудбал во Кабадарци. Тоа го смета и пошироката фудбалска јавност, да ти кажеме Кабадарци. Ова е твоја оценка. Па така и знаеш, од тоги си играш еден фудбал што мислам дека јас до Тиквиш не одам, не ги пратам вие тука светските премиер лигата, Бундеслигата си тие, дека почнаа па да го играат тие фудбал со крила и со центарфор и така да. Но што играше на времето Барселона и Нати Дајми, дека вичат се губе како шарм, како убавина на играта. Фудбалот се играе за гол да е. За гол да еш мора да шутираш. А не да влеваш со топката се играш унатри и дека тоа е тоа. Кажи ми, се одеше на фудбал? Дали можеме проценката дека многу игра имало публика, значи дека бил популарен фудбалот во Кабадарци? Па да не бидам скромен, ама ние на секој тренинг имаме испод 200 луѓе гледачи. Само на тренинзи? Само на тренинзи. Може би и времето беше такво. Може би луѓето на некој начин беа задоволни од самата атмосфера, сакаат таа игра. Инче за време на утакмиците испод 2000-3000 немаше. Никога игреме, сега да не бидам пак, беше прашање колку гола ќе дајме, не дали ќе изгубиме или дали ќе победиме. Така. Иначе идеја луѓето, сега пак ќе речам, после сето тоа, знаеш, на градот е мал, насретуваат, еден вика, мора, јас идеше, вика, тебе да гледам, шо ќе видиш умнему, викам. Ми беше интересно, вика, како корнер изидуиш, центрираш, а не залетуиш. Одместо, вика, толку силно, вика, не. Така. Така да, луѓето идат, некој иде да го виде Аден Кимо, некој дриблењето на Бранко, некој Грашо, да го види Милков. Иначе, ни да речем сега, кога некој ќе испадне очи у очи со Грашо, јас не одам, не гледам дали Грашо ќе одбране топката, него ја одам на контра да ја шутира, Ано да ударе со глава и да го претрчиме. И тие гол да дајме. Знаеме дека Грашо не може да приме. Така да, малце може би е шега, ама 90%, не 90%, 50% беше така. Ви се познавате добро меѓу себе. Да, се познаваме. Може би успехот е тоа што имаше на големо другарство. Имаше разбирање и после тренинзите беме, да речем, така си изразам по кафените заедно, беме фамилиарно, беме сите блиски на некој начин. Тоа е тоа. Секој колектив, дали спортот, дали воено, ако нема другарство, ако нема разбирање меѓу себе, ако нема завидлок и ако секој разбере дека тие што играат, што имат усти играат, мака во тоа време му Тиквиш имаше многу деца, многу луѓе што мислам што беа квалитет. А Рома знаеа дека на некој начин у таа екипа не дека не може да влезе, него обично екипа што победува не се менја. И ќе види, че не види, ќе отиде или во Гавер, или во Бор, или во си го бара чајер. Така да да речеме, јас со никој не сум се ни скарал за бел. Живееш ли ден денеска со нив? Со сите живеам. Си споминаат 3-4, да речем, добри десни крила.
Трајчето Стојков, што е едно друго, па Трајче, така да многу убаво живееме. Ама лично никш не ми речија, зошто ја играм, ти не играм, а ти играј. Затоа што знае да, и не ми се лутеа. Иначе, знаеш како е? Ако си тука негде, ти се луте тебе, или на тренерот, на мајстор, ќе се лутат, зошто мен ме пушиш, овој го пушиш, јас сум подобар и така да. Кој тренер ти беше посебно омилен? Па вака, јас почнав во Габерот, уште таму ми беше Блажо, после утиквеш Блажо Малинков, мајсторот Начо Тотов, Томо Хаджи Василев и Дано Голчев, и он професорот дојди. Па на некој начин сите свој начин на работа или свој карактер или повеќе Блажо Малинков беше човек кој што барем по мене мислам на секој играч правото место му наоѓаше. И беше ми остана во сеќавање на тие првиот тренинг кај што почнаме, он ти генерацијски беме тука помлади сите, вие што ги кажав, на 21 година тука. И ставно ми каже, јас вик сакам прво да бидете добри во школото, да бидете корисни граѓани на овој град или на во општество, на државата, да го почитувате противникот, никога ако ве помине, значи е подобар, никогаш повреда, за тоа што и он живее од тоа. Не сум знал за овие совети на Малинков. Така да, иначе него го малце го луѓе беше строг, суров. Кога ќе испадне малце, знаеш, како на линијата сега, кога ќе се поцрка обично на Кологли Горов, он е малце помек и да му цркаш, он многу не замеруваше. И беше од тие што пат ќе речем, знае на кој ќе да му подвикне, знае на кој се лутили, кој не. Така да тоа е. Томо Хаджи Василев беше и он добар, он беше, како да речем, од вие помодерните, повеќе менаџирање со отколку тие дел му беше поинтересен на него. Мислам, тие што го знаат што зашо лафа. Мајстор Тотовски? Па мајстор Тотовски беше педагог во права смисла на зборот, макар што јас за околу педагогијата далеко за тоа да однадам, него како човек, како карактер, како мирен, скромен, се соарно, со добро и така да тоа е. Дано Голчев се повеќе и Перо Хорват. Перо цело време беше со нас. Он беше тренер на Голмајнт и беше за кондиционен тренер. Добро ли беше тој? Па може меѓу вие сите Перо беше една спона меѓу вие сите. Што значи дека јасно ми е. Морал да земе од се по нешто. Така, ако си спона од тие, значи мора да си добар. Чим живее Исус, мора да си добар. Николов, те наоѓам во едно убаво расположение, сега имаш син, имаш внуци и така натаму. Да. Како престана, зошто престана да играш фудбал? Па кога престана? Поради повреда. 83-та година. Што се случи? Па се случи мисля на последниот тренинг, веќе завршуваме и на петок беше, завршуваме со тренинзи и завршува и сезонта. А на времето беше така врнежливо. И јас една топка ја примив и со грб, ама отикало беше, ногите ми беа во земјата долу во калата, што викат, и од позади Илто Николов, од кориите, и он не се кајчи, залета наравно со патките се клизнал и со цела снага врзмени. И јас на едната нога и моите тежина негов и коленто отиде, пукна и толку беше. После тоа покушав ама не биваше, требаше на операција. Во тоа време Ласко Давенски и
Ило, вие Галашова има сега, оно Возарци игреше, они беа повредени, менискус беа повредени. И се договориме дојме у Крагувевски доктор Нешовски. Познат Нешович. по таквите операции. Да, таквите операции, тој бе едни не потешки, најтешки операции. Специјалисти, мислам, со сечење на коленото или ќе биде, или не бива. Повеќето останаа дујто Карелов криве, ило на јеше од Возарци и оне има проблеми. Ласко, Господ си го прости, почина, он заигра после. И јас па и работим беше таква со како шофер на директорите, да наречем. Вичета квалитетот на фудбал во Тиквеш падна. Така беше. Вамо работата ми е така, на пат треба да се оде, треба да се, мислам, не знае дали се вратиш на време или не, и директорот вика или менја работа, или и прибидејќи па и коленто ми беше повредено и така напушти. Меѓутоа, мораме да кажеме дека од ова семејство испадна фудбалери, излегуваат фудбалери. Ти не го напушташ фудбалот скроз. Па го пратам фудбалот, иначе со фудбал, со спорт занимава внукот кај мен на синот, он е од 10 години, 15-16 година во Тиквеше нон-стоп. Може ли тој ген да оди кај внукот? Па тренер му е Митто Сапунџиев, мислам сите го знаете, и така да не да оргирам него, чисто онака информативно како е. Па вика, добар, ќе го правиме ли, не да го правиме у нас, мисля, фудбалер, што викат, утие мој, него дали ќе го биде, по нашка, вика, ќе го биде. Ќе го биде ако тренира. И сега таа е девизата. Која е девизата да добар фудбалер? Да бидеш добар генетски предодреден или да работиш? Фудбал. Па генетски, може би во секоја работа или во се нешто треба да си предодреден. Тоа е, мислам дека е 10% веќе. Сето во другото е работа и љубов. Да го сакаш. Било која работа, да треба да ја сакаш со љубов да работиш, иначе ако и да не бидиш малодушен, да бидиш и во секој случај и среќа играе улога. После 40 години од твоето активно занимавање со фудбал, како се чувствуваш? Па да чукнам во дрво што викат здравствено добро. Здравствено добар. Си можел ли да дадеш повеќе од тоа што си го дал? Па имав понуди во тоа време за да одам настрана. Па, например, нека ги вие нашите македонски лигаши. Имав понуда у последен тренинг у Тиквеш, Блажо Малинков леве вика, пред вика, жура, вика, Часлав Божински се јави од Вардар и сака, вика, трајче да вика во Вардар да играе. И шо мислиш, вика, мајстер, неко наједнаш дојде, не знам, јас тој скоро се ожени, знаеш како е, и Ласко, што е Илиев, тој се врати од победа. И Море Мастик, ја па имам прека, Море Мастик седи, вика, тука бе, ти ја у Прилеп беше, тамо беа Дрвошанов и Статов, Вовокови големи, вика, ти, вика, кај, вика, тамо има паши што знаеш, ама јас знаеш како по карактер и знам дека би успеал, сигурно би успеал. Да. Тамо, не, после Томо Хаджи Василев во Приштина играе во втора лига. Ја имаш неко поверда, ама вика, мајстер, јас ако не игра, викам, поверда, не, вика, мора да идиш, вика, тамо сака да те видат и да Приштина беше добра екипа тоа време. Добра беше екипа. Друга еден во Чехословачка беме на припреми, во Трнава играеме со тамо со Слован Братислава и мајстор Најчо Јосио Просе вика,
трајче, ела, шо, овие сакаат, вика, да останеш тука да играеш. Како бе, мајстор, вика, ќе останаме. Така сака, мајстор, аз викам, тоа остане, сака. Така да, тие се нека работнички во Скопје, тоа ги беше он добра екипа. Вие знаете што Македонска лига с Богданци, мислам, други сите, ама нисне малце, јас малце, как да не локал патриот, конзервативен. Така да, ако додека вредам тука, ќе играам после сето тоа. Дава ли големи пари тоа време? Па, дава. Дава, да е понаше. Така. Имаше... Какви бе условите за материјално обезбедување? Имаше хранарина, што викат, за редовно тренирање. Земаме сите. Премиите бија сите, без разлика кој како игра, што игра. Ако влезеш 15 минути, исто взимаш кај ние што е сето. 90 минути. Така да не останат беремерени, никој тиквиш нема останал дужен. Имаше пари, ајде речемо втора лига ке влезиме, имаше. Ако зимаше јас, додека имаше успех, ако зимаше плата 300.000, ќе речеме, хранарината ни беше тој 250, значи скоро една плата. И плюс премиите, тој ги бија 200 со 300. И со исплат пас. И од тоа време се исплата. Повеќе се, да не речем, не се одеше на пари, се одеше да се обезбеде работа заемне за фамилијата тука околу нешто така. Некои други привилегии ги имаше сите тие. Траче се разликува тој фудбал тоа време со денешниот фудбал? Нешто спомнам од текот на твојот муабет. Па има денеска, мислам, сегашниот фудбал треба си стварно многу физички спремен. Гледам и теретани и се што што викат. И брзината одлучува. Тоа ги пак ќе речем, се знаеше јас кој е крило, кој е центарфор, кој е халф. Обично нашата публика, мојата игра беше уште тоги, можеби уште тоги, затоа и ајде да речем ме ценели во ано. Јас покрај покрилото стопката и влевав унатре. Со се правил у голо човекот. Или ќе одам на другата страна, на лева страна, на средината. И од публиката стално некој се најде. Шо бараш таму? Ти си крило, тука по крилото играеш. Гледај го кај оде. Така да сега е виче... Позициите може да ги менеш. Да. Без класичен центарфор, без тоа ги менја тие позиции, тоа е. И со многу трчење. Кој за тебе е еден од подобрите фудбалери во светот моментално? Па... Ти што не го пратиш овој? Кој вака радо го гледаш? Па ги гледам Премиер лигата, гледам Бундеслигата, гледам Ла Лига вамоше, гледам Шпанија, ги гледам вие. Ама англичаните играат најдобар фудбал. Па англичаните играат Играат за гол. Таму нема калкулација. Кој е последен, кој е прв, ако не играеш цела надпревар со пана пара, што викаме ни, тешко да го добиеш. Зошто ти квеште не го гледаш? Па не го гледам, јас после повредата одев на такмите. Ама дома ќе си дојдам и главата ме боли, нешто не ме што треба. И на доктор Танџушев, што ја викам, доктор бе, вака и вака, а тука со него беа и Живко Попов докторот. И мислам дека и Јосифов Димчев. И на мене, викам, вака и вака. Вика, трајче тоа, вика, на психичка, вика, база, се ти се усеќаш дека можеш да играеш уште млад си 30 години, вамо кога ги гледаш другите како играат, а не тоа ти што ги играеш, вика, и се нервираш и тоа. И ти влијае, вика, престани, вика, малце, не оди на утакмица, вика, да видиш како се. И знаеш како тоа престанување се
Не вижте, не беше. Ти престана тия влог. Па да ти кажам, не мисля се, јас, знаеш како, одиш на утакмица, го гледаш некој како играе, А може поинако да се изигра. И не ти е сеето да не ми е пречутиш. сеедно, а можам, устари не можам. И тоа ради тоа прекинав. Да. Сега си оженет, имаш син, имаш внуци. Сега Како ти е сега, добро ли ти е? Сега е добро, сега съм пензионер 5 години, на езерото има едно качувче тамо одам. И денеска повече че одам тамо. 3-4 дена тука, 3-4 дена тамо. И времето така ми мине. Ваа слика е во мојот почеток во фудбалски Габер. Така? На сликата се Шпиро, Слободан Јович, голман, Мишо Китев, Мирко, Панчо, Ечо, Буркот, јас, Вањто Беличчо, Веко и Драган. Која година е ова слика? Во е 72 година. Добро, одиминател. 72 година. Едино таа слика ми е од Габерот. После во Тиквеш сликите. Ево сум јас. Во е Нацо Гусарот што го викат. Ева од тоа време кога влезиме во втора лига, вие дресови ни подари, знам, Таманаскин човекот од Таманаскин беше подржуваш од Тиквиш. Да, подржуваш од него. Е човекот он, Ано Кимов, Милков, Пано Недев, Коло Глигоров, Драги Чулев, Ласко Дамески, Лазар Илиев, Траје Читерлеов, Бранко Башковски, Бубовицев, и јас и Кабрамов, Цветко. Добро. Вие сте исто слики од припремите во Дојран, во Дојран припреми, е слика после со Томо Хаджи Василев, ишто со мајсторот, екипа е од после Тиквешки испадна од втора лига. И подмладување имаше на екипата, некои постари играчи. Вие тука е Томо Хаджи Василев, Благо Башковски, Вито Стефанов, Лазо Шкути, во е Коло Глигоров, во е го заборави. Добро. Грашо, професор Голчевецот, Пано Недев, Душко Попов, јас, Зоран Нечев и Леов Анđел. Добро. Вие се исто слики од тоа време, ваа се исти. Ево се слики од надпреварот во Неготино, со Вардар Неготино. Таму мислам еден од Епаме. Вечен ривалитет со Неготинци. Да, и се гледа колку народ имаше, колку во публика имаше на И тие стадион. запалени навивачи на фудбал. Па имаше ривалството ги стално. Во тоа време Македонската лига беше Многу силна. силна Македонската Да лига. не речем постилна од сегашната. Да. Воа е резервната клупа во со Струја и Греме и тој ги баш Димо Каровски, Каровец, ви преседник он беше и вика воа најјаката резервна клупа во Македонска лига. Блажо Малинков, Димо Каров, јас, Драги Чулев, Пано Недев и Чиристо. Јака екипа. Јака екипа. Јака екипа. Воа се Ова се извадоци од Извадоци од вестник. Што вика во текстовите? Па воа е од спорт. Од спорт. И Тоа е вика југословенски вестник. на српски да читаме или по наш? Да, така во кратки црти. Па вика Трајче Николов е брзо и десно крило не ухватил на Тиквеш и аматерската репрезентација на Македонија. Ценет поштуван во оноа и тоа е. По зборовите на селекторот Никушев беше еден од најдобрите. За која средба се работи? За кој надпревар? Воа не е надпревар, воа е
онака. Твојот лик како Мојот лик, спортист да, и како фудбалер спортист. го анализира. Да, ете. Добро. Тука се исто извадоци од весниците од Тиквеш. Ева фудбалерите на Тиквеш, нови второлигаши. Баа слика. Пак е Кимов, Милков. Која година приликова? Боја 78 година. Добро. Лазар Даневски, Цветко Бранов, Бубо Велицев, Драги Чулев, Лазо Илиев, мајсторот на линката, Бранко Бошковски, јас, Вајнто Таше, Вито и Пано Недев. Добро. Вие се исто од вестниците извадоци за Тиквиш. Педантно си ги имаш сите текстови. Ева е тројна радост во Кавадарци. Ва е кога ја напушти со сцената садбарна и отидов да играам утакмиста во Толку си го сакал фудбалот. Па и да. Често беше мета на новинарите во нивните написи. Па да ти кажам, не знам дали му беше... Имав и друзи, имав и некои друзи векуваче, тука е увек стандарден. Така да, Буквално си бил постојано во првата екипа на Тиквиш. Да. Не тука е пак со од Пани Иванов некои извадоци. Радка Георгиева беше атлетчар. А Радка беше многу... Да, и она и јас сум тука. Ваа слика е Тиквеш се буди вие, Кавадарчани у финишу, тука српски лафи, да, и со напредок. Кај гол давам. Кушовец. Да, гол давам тука е сликане како сето тоа. Добро. И треба да спомене дека вие се во припреми. Не бито, кажи ми Ваа слика е од Габерот. Тука е Веко, јас и Вајнто Беличчо. Ваа слика е па исто од Габерот. Тој дојдија воја Жико, Веко, Ласко Илиев, воја Џоко офицер беше во војна, тој он играше многу добар. Коло по физкултура што е долна ректа. Добро. Златев. Коло Златев, Вајнто Беличчо и јас. Таа е добра екипа. Таа екипа од Габерот е. Воја е со раднички Кргуевец. Или Ниш. Мислам Кргуевец беше. Воја напредок Крушевец и тлика. Ваа исто од Неготино, ваа е со Благој Бошковски и... Да видим Благој Бошковски. Да. Тој оди и ден денеска на утакмици. Па Благој Бошковски беше еден, како да речем, ваа слика е на припреми во Чехословачка, Драги Шкут и јас и Зоран Нечев. Вие воја со невеста, воја првите припреми 75-та година во Доера. Имавте ли и такви шанси да дојдете на подготовки во друго место? Па на 2 пати бевме во Спарта, во Трнава, во Чехословачка. Се вложувало во спортот тоа време, без разлика на... Па се вложуваше. Чек, сакам да видим ова фотографија со вашата невеста и уште еднаш да кажеме дека Николов од свадбата директно оди на натпревар и игра првенство натпревар. Тоа е неговата сопруга, тоа е тој, млада момче, млада невеста, ама фудбалот беше важен, многу важен во животот. За брачна ноќ Одеме понатаму. Понатки. Ево тука е невеста, а вие се тука другар, јас Светко Капаранов и Ристо Футота. Добро, можеме да дојдеме други фотографии. Ваа фотографија е за репрезентацијата на Македонија во Јајце. Играте во Јајце? Да, во Јајце играем во 77 година. Беме Ласко Даневски, пред
заседанието навно и ќе се одржувало в зградата. Ласко Даменски, Кимов, Пано Недев, Милков и јас. После оваа утакмица на враќање во Белград си игреше Југославија и Шпанија. Првенствена прва. Утакмица за некој куп беше, уствари квалификација дали за Силна утакмица, мислам. за европско или не знам што беше. Добро. И баш на Нинамо кај што седеме. Еден пред нас со едно шише мавна од играта тој Хуанито што е нивното десно крило испаѓаше. Така. И тоа шишче мислам имаше 30 метри и право Удри во глава. Да, сеќам тој на таа снимка. Така, тие поставите можеби сте Ја сеќат. сеќам на таа снимка. Така. Човекот беше пред Пред нас. Случајно така да речем. И отиде Тоа како. како се врти по глава и така да ни остана тоа во сеќање, тоа е после Боа. Добро. Боа е ваа е екипата, да не речем не најаката, ваа е Може нека и камерата. да, ваа екипа е во Тиквиш, кај што со наши сили, како да речеме, беше појачана само со двајца играчи, со Мите и Милосовски. Добро. Кај што децата за една полусезона оставија многу добар впечаток и како луѓе, како фудбалери, после заминаа за тоа што други работи. Тук се Блажо Малинков, Кимов, Милков, Ласко Дамерски, Душан Попов, Мите, Ѓорџиев, Златко Милосовски, мајстор Најчетотта, Кабрамов, Вито Стефанов, ево е Крсто Јованов. Така е, Крсто. Он пак почна, ама пак се не знам зашто се повлечи, откажа, да. се откажи. Јас и Буво Ицев. Добро. Вие се патија слика од втора лиека влизиме. Ваа слика е од кога го освоиме прво место на турнирот во Кукаров. Ова е 79-та ден во Кавадарци. Ваа истата слика во Тиквиш 77 година. Ваа една Имаш најдобра екипа. на Вие се колекција на екипи слики. Вие се екипи. Ваа екипа е со Напредок Крушевец, тука да ги спомниме Златко Илиев судиите, Црфта и Кана беа. Се откажуваа, али така нешто беше. Со Кана скоро правевме една емисија. Судеше ли надпревари Кана? Не ни судеше нас. Еве тука пак има Јович и воа. За Јович е мене ме врзуваат некои работи, макар да речем за фудбалот. Не е битно и фудбалот и надвор фудбал. Ја имам сите деца може и прекарти ги добиват како деца, мислам како седлини. Јас ги добив во Тиквиш. Прекарот Мезе го добив од Јович. Што вика? Не тренираме тука на спортскиот центар и Блажо Маленков и О, Јович ова ли беше? Воја Јович и Слободан. Може камерата да го така. зумира малку ако можеме, Јович. Така. И Јович тука и во Зборувај се слободно. Топките наредени и да шутираме на голман, он голман беше. И почна ја да шутирам и Јович, ова за мене Мезе, он на Срби беше. Мезе, знаеш. И шут, гол. Пак шут, пак гол. Он пам, ова Мезе, 5 топки, 5 гола. Блажо почна да ми ги ролка, пак гол. Он на секој Мезе и Мезе ми остана. Ај, Мезе нека биде ова. Добро, ова фотографија. Таа е со Напредок Крушевец. Крушевец. Каков надпрви игравте? Таму игравте надпрви? Не, вие се тука на турнирот и они беа на припреми во... Тие беа добри пријатели и соработници, да не речем, Да, на клубот. на припреми беа во Дојран и тука иде пријателско такмици во зимниот период. Ова? И таа утакмица, и таа иста раковата што е, ваа е со Спарта Трнава. Аха. Ова е Чехословачка. Чехословачка, да, тука е и таа раковачка. Значи, ова ти е излепена фотографија, веројатно ти е многу важна. Па ваа е со Вардар Скопски. Добро, може ли кажеш? Ваа е на... Мислам дека на опрстувањето на Гиго Тотов. Аха.
Отивонет ние со него нема игрено, со него е тука и с Вардар. Тој беше една Шаренац, тука Шуица, Јовановски, Мицевски, Су јака Лазаревски, пријаден играчи си играл. Вој Андреевски, он дојде една се полусезона кај нас, а ние бевме Кимов, Ицев, јас, Дамевски, Вој Гусарот, Гиго Тотов и судиите Пан Иванов. Браво. Ова фотографија. Ева фотографија е, мислам, една емисија ја завари вие што е шемата. Така? Во екипата заедно со Борка се фузираме и ваа Што се случи заедничка тоа слика. време? Па што се случи? Тиквеш вичет на некој начин. Некој револт имаше кај фудбалерите. Па може би... сака во Габер, во Бор да отидат. Што се случи? Па се случи после, мислам, фудбалот кај Вардарци гаснали и се врати назад со Да. ајле време со децени, после на утакмица со Раднички Пиро, па и после со утакмица со Вардар. Така да после тоа на полусезонта втора лига решија управата да тиквиш се подмладе. Така да вие поставите играчи што се Ано Климов, Милков, Пано Недев и Ласко Илиев отидоа во Богданци и останаме ни... Многу малку. Па, косторот на екипата се растури, останаме јас и така да... И се доведија играчи, сварно беа квалитетни детства, ама не искусни. Така да се најдија во една екипа кај што немаше оние костори Уиграност, тоа што ви го викате добар тим. Да. И баш ноа се некој квалитет сите има еднаков и сите се каја да играат, и ако не го ставиш на една или друга такмица, се лути и јас не утре не идам, не идеа на тренинзи, а без тренинзи нема ништо. Едно од тоа е Благој Бошковски, кој што стварно добар фудбалер и добар талент. Он може би го имаш тие пех што кога запосли во горе на Рудникот и немаше време да тренира. Блажо Маленков имаше една дивизија: ако не тренираш, без лази колку си добар, нема играње. Да ги видиме и другите слики, овие. Ваа слика е првата моја такмица починка. Така? Тука 75-та година, на полувремето на пред играта во Скопје на стадионот со Вардар Скопски живее. Така? Тука е Кимов, Милков, Анđелјов, Вој и нека ми извине. Нека извине ако не се сетиме. Не, јас го... Тоа е Глигоров. Глигоров, Недев, Вој Ристе, еден професор од Ниготино, Джанго, Кабранов, јас и Бранко. Тој прв пат заигра за Тиквиш и од тоа ги натеби. Ова фотографија? Ова е во втора лига кај влезиме и втора лига. Ова е историска фотографија? Па, може да каже, да. Бидејќи се сите твои соиграчи и главно добри правотинци. Па да не речем, ние сите имаме понуди настана да отидем негде. Цела екипа. Цела екипа на некој. Ама, шо пак, и времето, тој ги ретко одеа настана луѓе. Така. Сега тиквеш... Сакам да кажам, може би ние се поналутат така понаше кажано, дека вие што отидоа настана сега Мојсови, Шиков, некои. Сега го зборуваме за Тиквиш, не зборуваме за кој што направил кариера и во... Да, легендите, ја барак што ги разбирам, тоа е да во Тиквиш луѓе што игреле и колку време игреле, а не дека се најдобри они сега. Никај генерацијски тука, мислам, и другите ме разберат дека секој си иначе Гуне, вие другите и
добри фудбалери, супер, но имат много по-малца игрено во Тиквиш, него ли настана. Ама и добар Направили фудбал се играше грешка. тај, тренирате добар фудбал. Па- Ти добро кажа, ние знаехме дека ќе победиме, само не знаехме со колку. Не е така. Тоа е многу важна работа, ќе биде сигурни во себе и во своите игри. Тој Македонска лига беше на сега што виката, али луѓе, Многу силна. сите Многу силна. па силно си да би оваа наша репрезентација Македонска сигурно би репрезентативци си биле. Би биле претивци. Да, бе. Е така. Така сака да кажам и ја. Ова е ваша легендарна фотографија. Да, Ова ви е тоа е. најубава фотографија, тако како тако ве паметиме. Да, таа е Која година е сликана? во 76 година. Ова е вашето златно време. Па да, 75-та, 6-та, 7-та, 8-та и Ова е ваше 9-та златно. завршува тука. Јас завршив гимназија, ве гледав на градски фудбалски стадион, на оваа трибуна, тогаш ја покрија. Па тука е во го знаеш во дете кое ти, Булче, Джејто. Анđел, да. Не е тоа. Тоа е ова благодарница ни кажеш. Благодарница Од од- Тиквиш. Па, Што сака да каже Тиквиш ова благодарница? тука пишува, вика, благодарница на Николов Трајче за годините на нашиот растеж, на осамоснувањето на квалитетното издигнување на фудбалот по општина Кавазаци, во што е вграден и вашиот придонес. 88 година ви е подарена. Да. Тиквиш прославувал некоја голема годишнина. Да. Се каете ли, убаво ли беше времето во Тиквиш? Со ова завршувам. Па не се кајам. Дали со убавини се сличавате на тоа време? На тоа сакам да кажам. Па не се кајам, ја во Тиквиш ги поминав како да речем, најубавите од спортот, за фудбалот. И би му препорачал на секој млад човек или дете да се занимава со спорт, без разлика со каков спорт. И со самото дружење со луѓето се отварат многу погледи, да речеме, кој животот, се социализираш на некој начин, така да се запознаваш со еден луѓе. Еден што ми вика, море, ти не доби ништо од воа спортот, фудбалот. Како не доби, вика? Па не доби, знаеш, вие доби во овие. Ми ја викам, доби, што доби ти? Па тебе те доби. И како, вика, мене ме доби? Ами кај че знаеш, и ја че знам тебе, ако не беше спорт, вика. Сварно, вика, така е, да. Ами тя, што друго? Добра филозофија. Така, знаеш, некој Света дека материјалните добра се побажни. Ако се одиме да сето за пари или за воа, ниче, тоа не води на нешто друго. Треба малите работи да направат сречни, инче. Секој сака да вози Мерцедес, ама и Софиче се стигнува до целта, ако можеш да, ако знаеш кај одиш. Завршувам со ова интервју со тебе. Ќе видиме сликите, ги гледавме сликите, кажи ми колку го сакаш фудбалот. Дали повеќе женитбата и другите моменти или фудбалот? Затоа постои едно сознание кој го добивме од вашата сопруга, дека на свадбата сте отишли на утакмица. Од свадбата на утакмица. На натпревар. Дали е Трајче ова точно? Па точно е. Многу луѓе викат, ајде беге, ти вика, лажиш. Не лажам, викам, имам документација, имам увесникот, викам, сите тие работи, не со факти, не е, викам. Кажи не е таа епизода од твојот живот. Па тоа беше со Охрид и утакмицата Блажо Малинков вика, море масник вика, че идиш ли, вика? Че идеме, мај. Как че вика, свадно правиш? Ако викам, че оставам незвеста од општин, че дојме дома, че видиме, ако не има време, че дојдам, вика. Ако дојдеш, вика, второ, че го изиграеш, вика. И така, да зедем со невеста отидоме, мислам по жента, а зе општината извршиме, работиме тука и на тия зет, викам, палеа колата и одмели, не, тук. А тук играте во Кавазаци? Да. И Блажка ме виде, соблечу и се, вика, и одма и влезе, и публиката, да речем, сите пуска. Ама тој ги победиме 4-2. На таа утакмица Джангошо е, Ано Настев,
прв пат заигра после повредата, он имаше скршеница на ногата. И така да има во вестник тука тројна радост, вика, во Кавадарци, вика. Джанго се врати. Джанго се врати, победа и Николов, вика, ја напуши социјалната садба. Така да... А и сопругата ви е спортиста, може би сте имали разбирање кај не? А она ракомет во средното школа кај шо. Иначе разбирање. Разбирање како секоја фамилија. Без разбирање 40 некоја година сте заедно. Иначе некој што вика, как да речеме, но идеално нема. Ама мора компромис, без разбирање. Така да нема вие е главен, ние е главен. Главни сме сите. Можеме да зброиме уште многу. Така, направивме еден мал пресек. Благодарам што ми бевте гостин, благодарам што ми се јавивте, благодарам што одвоите малку време. Ова ќе остане запишано. Ќе ги видиме и сликите. Ви посакам долг живот. Фала, благодарам и вас на се најубаво во работа и во понатамошниот живот. Благодарам. Ете, тоа би било се во оваа емисија Тиквишки спортски легенди, во која разговаравме со Трајче Николов, првотимец од златното време на Тиквиш, кога фудбалот беше фудбал и кога 2000 луѓе најмалку беа на градскиот стадион во Кавадарци. Ви посакувам пријатен вечер, пријатно попладне, се гледаме со нова емисија во некоја друга прилика.